Добро утро од надворешниот, од дворот на Музеот на современа уметност. Мислам дека има прекрасна гледка од надвор и како панорамска гледка од градот Скопје. Вечерва во 18 часот една, морам да кажам, несекојдневна и Македонија има исто така несекојдневна можност да се сретне и да ја погледне инсталацијата на светски познатиот ликовен уметник Ибрахим Махама, кој што доаѓа од Гана. Веднаш ќе го прашаме навистина ова што можеме ние да го забележиме. Обиколката околу објектот е од коноп кој што има 1000 чворови обврзане околу музеот, како што кажав, инсталација со голема порака, можеби тежи над 1 тон, меѓутоа ќе го прашаме која е пораката и што всушност објаснува оваа инсталација. We have been walking around the museum and watching these Utah bags with over 1,000 knots, weighing over a ton. It's an extraordinary opportunity for us to see your installation being set up here. And the question first for you is, what is the message behind this work? Thank you very much. This is a project that I started working on when I was a student in the University of Science and Technology in Ghana, the Kwame Nkrumah University. And this is in 2012. And the basic idea was to go into the market spaces and collect these old jute bags, which have been used for transportation of goods and services. Traditionally, these materials are made in India and Bangladesh, and they are brought to Ghana. And they are mostly used by the Ghana Cocoa Board for transportation of cocoa from the produce buying companies to the ports, and the cocoa beans end up in Europe and other things. But the bags remain, and the bags are then now used by the local market women to sell all kinds of other goods, maize, millets, whatever you think of it. And in the process of actually using it, they begin to personalize the material. They write their names on it, they put tags on it, they sometimes scar it, they sometimes cut it and restitch it. So the material almost becomes like a skin, a second skin in a way. So I started looking at the history, shared histories also which are absorbed in it. Because again, if you look at Ghana, because Ghana was one of the founding members of the non-aligned movement, which former Yugoslavia, where Tito was also part. So there was a lot of like relationship between Ghana and then Yugoslavia. So for me, I think the question of solidarity is also within this material, because we're looking at this idea of labor and the condensation of labor and historical conditions within the material. And by bringing it to Skopje, it's almost as if we're somehow revisiting these questions of solidarity and things like that, and then wrapping the skin of the Modern Art Museum. Овој проект почнав да го работам и да го обмислувам уште како студент во 2012 година, кога бев студент по технологија на Универзитетот во Гана, и каде што ја оформив основната идеја за користење и за улогата на пазарот и на овие стари вреки кои што се користени за превоз на стоки и услуги. Овие јутени вреки се произведуваат во Индија и во Бангладеш пред се, но доаѓаат во Гана пред се за пренесување на коко, на кокос, и на тој начин се пренесуваат овие материјали и се продаваат на пазарот. Откако ќе се отпакува едната роба, увидов дека многу жени кои што продаваат на пазар во Гана почнуваат да ги користат за пренесување и продавање на други материјали, и дека во текот на овој процес тие почнуваат да им даваат личен белег на овие вреки. Некои го запишуваат името, некои ги распаруваат, па повторно ги сошиваат, така што сето ова станува еден вид на приказна и што ги носи историјата на овие луѓе, како нивна втора кожа. И ова го ставам на контекст, ако сакате и политичкиот, дека Гана е неврзана земја заедно заедно и исто како и Југославија во Титово време,
И тоа е еден вид на поврзување, ако сакате, чиј што именител може да биде и солидарноста кон трудот и историјата на трудот и на пазар. Навистина грандиозно дело и верувам дека според она што го гледаме, што го читаме за вас, може ли да истакнете, може би ви е тешко во изборот сега да го кажете, да истакнете кое е она дело што досега побудило можеби во светски рамки најголемо внимание, меѓутоа и вас ви представува навистина нешто што ви оставило голем впечаток и од каде ја носите мотивацијата за навистина вакви грандиозни инсталации? It is indeed an extraordinary piece of work. Can you tell us more, or can you pinpoint perhaps one work of your art that you believe has grasped the attention of the world and at the same time is one that is most important to you? And what is the major motivation, the major inspiration behind it? Yeah, it's interesting when you work as an artist because the conversation sometimes is between having to have a studio practice, that is working in the studio, versus also thinking about your studio as some kind of a political medium. So for instance, if you're a painter or a sculptor and you're making a painting in a studio, what do you consider the painting? Is the painting the object that you produce? Or is the painting the language of how the work is distributed? That is very important. So I have done many exhibitions around the world. One of the most interesting ones, which was actually even in the beginning of my career, was at the Venice Biennale 10 years ago in the Arsenale, which was actually, some of this material comes from there. So some of this material that you see in Skopje has traveled from Venice to London, to Australia, to the US, to Italy, Germany, to Congo. It's been all around the world, and finally now it's here. So it's also somehow accumulated all of this. So I think it's also when we think about which is the most interesting, I like to think that it's an accumulation of different bits here and there in order for this work to happen. Како уметник, разговорот секогаш се води, барем во мене, помеѓу тоа што представува работа во студии и можеби уметноста како политички медиум. Значи, дали прашањето за уметникот е дали создава објект или дел од приказната е всушност како се дистрибуира, односно се пренесува тоа дело. Тоа што можам да кажам е дека веројатно се работи за акумулација и акумулирање на сето тоа. Например, за мене, можеби почетоците најзначени како мотив и инспирација се случуваат рано, пред едно 10 години за мене, на Венецијанското биенале, каде што изложував. И впрочем, многу од материјалите што ги гледате сега од овие вреки беа изложени и таму пред 10 години. И овие делови на ова уметничко дело го минале патот од Венеција преку Лондон, Австралија, САД, во Конго и слично. И сето тоа е впиено во нив. Така што мислам дека се работи на еден вид на сплот, на акумулација на кумулативни елементи што го создаваат делот. Немаме време, многу кратко во една реченица само да каже за едукативната работилница во Гана. We seem to be out of time, but can you briefly tell us something about your center, artistic center in Ghana? So in Ghana, I have 3 main spaces at the moment. We have the Red Clay Studio, which is my studio, but a public space that allows for the public, and most importantly children, to have first contact with contemporary art. We have the SCCA, which is the Savannah Center for Contemporary Art, which we mostly use for doing retrospectives of older artists. And then we have Nkrumah Volini, which is an old brutalist building that was actually built in the 60s by engineers from the Eastern Bloc. We even believe that there were some engineers from Yugoslavia, former Yugoslavia, who worked on the project. So it was an old building which was being sold by the state and then acquired it in order to make it into a public space. But in all of this, the most important thing is about the question of redistribution, because as an artist, you spend so much time making work that ends up in international shows around the world. But the question is that how do we consider the inherent local labor?
because what inspires me to do my work comes from Ghana. So the question is that we can spend so much time making work, but that work will not be consumed by people in Ghana. But I think that most importantly, it has to be consumed by children, because we need another generation that can think a lot more critically and can also think in variations of different cultures. And I think that's the reason why when I think about my work as an artist, I just don't think about making large-scale exhibitions. I'm also thinking about how do I produce, and in the process of producing, how do I make that production system accessible to younger people. Се работи за 3 центри. Првиот е мојот центар, Red Clay студиото, каде што јас работам, а воедно го претворив и во јавен простор, каде што луѓето, а пред се децата, можат да се запознаат со уметноста. Има и еден центар за современа уметност, каде што вршиме пред се ретроспективи на постари уметници, и третиот центар, кој што беше државен бруталистички објект во кој што мислам дека имаат учествувано инженери и од овие простори, секако од Источна Европа, каде што повторно се обидувам да ја пренесам уметноста која што ја создадам, затоа што ја создавам инспириран од домашните луѓе и нивната работа, нивниот труд на пазарот, и сметам дека е многу важно и локалното население да има пристап до оваа уметност, како и децата се разбира, затоа што тие ќе треба да оформуваат еден нов став кон културата и да можат да функционират помеѓу културите. Така што тоа е мојата цел. Ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на Македонската телевизија, а вам, почитувани, ве поканувам вечерва во 18 часот на вистина секојдневно доживување инсталација на светски познатиот уметник од Гана Ибрахим Махама. Студио.